Gospodi Isuse Hrisте, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Возлюбени браќа и сестри во Христа Господа, денес сме собрани да ги прославиме двата важни настани во нашата света православна црква. Неделата на Митарот и Фарисеот и преносот на моштите на Свети Јован Златоуст. Овие две празнични теми не се случајно споени, зашто и двете научат на длабока духовна поука за смирението, покаянието и силата на вистината. Во параболата за Митарот и Фарисеот, Господ Исус Христос ни покажува како срцето на човекот ја определува неговата врска со Бога. Фарисеот, уверен во својата праведност, горно стоел и се фалел со своите добри дела, велејќи: Боже, Ти благодарам што не сум како другите луѓе, грабливци, неправедници, прељубодејци или како овој Митар. И така натаму. Тој постел 2 пати неделно, давал десеток од својот имот и ги исполнувал сите законски барања. Но неговата молитва била полна со гордост и презир кон другите. Од друга страна пак, Митарот стоел оддалеку, не смеел ни очите да ги подигне кон небото, туку се удирал во градите и велел: Боже, Боже, биди милостив кон мене грешниот. И кој беше оправдан? Оној кој што се понижи, кој со искрено срце побара прошка. Господ вели: секој што се возвишува ќе биде понизен, а кој се понижува ќе биде воздигнат. Оваа парабола не научи само на важноста на смирението, туку и на опасноста од гордоста. Фарисеот ги исполнил надворешните правила на верата, но неговото срце било полно со самољубие и осудување на другите. Митарот, иако грешен, со чисто и скрушено срце се вратил оправдан. Бог гледа на срцето, не на надворешните дела. Оваа поука е исклучително важна за нас денес, бидејќи често сме склони да се споредуваме со другите и да се гордееме со нашите добри дела. Но вистинската праведност не доаѓа од надворешни дела, туку од внатрешната состојба на срцето. Како што вели и светиот Јован Златоуст, покаянието е клучот што ги отвора небесните врати. Во исто време, денес го прославуваме и преносот на моштите на светиот Јован Златоуст, еден од најголемите учители на црквата. Неговиот живот е жив пример за силата на вистината и смирението. Иако бил воздигнат на високото место на патриаршискиот престол во Цариград, свети Јован Златоуст не се плашел да ги разобличува пороците на тогашното општество и властите. Неговите проповеди биле како меч што сече двострано, откривајќи ја вистината и поттикнувајќи ги луѓето на покаяние. Неговото дело не било ограничено само на зборови. Свети Јован се залагал за помагање на сиромашните, заштита на обесправените и охрабрување на верниците да живеат по евангелските принципи. Неговото учење било насочено кон преобразување на срцата и умовите, а не само кон надворешно исполнување на верските обреди. Тој велеше: не е доволно да постиш со устата, ако твоето срце е полно со злоба и омраза. Но вистината често не е прифатена од оние кои живеат во темнина. Свети Јован Златоуст
бил прогонуван, клеветен и конечно протеран. Неговата храброст да зборува против корупцијата и неправдата довела до негово прогонство од престолнината. Сепак неговата вера и смирение останале непоколебливи. Дури и кога бил во прогонство, тој продолжил да го проповеда Евангелието и да ја води црквата преку своите писма и поуки. Неговите последни зборови биле слава на Бога за се, сведочејќи за неговата длабока вера и довербата во Божјата промисла. Свети Јован Златоуст не учи дека вистината и праведноста често доаѓаат со цена, но тие се основата на вистинскиот христијански живот. Како што тој самиот вели, нема ништо посилно од човекот кој стои во вистината. Неговите дела и беседи остануваат вечен извор на духовна храна за сите верници. Соединувајќи ги овие два празника, гледаме како смирението и вистината се две страни на истата духовна монета. Митарот не се плашел да ја признае својата грешност, а Свети Јован Златоуст не се плашел да ја зборува вистината. И двата примери не учат дека вистинската праведност доаѓа од чисто срце и непоколеблива вера. Драги браќа и сестри, нека денешната литургија не поттикне да ги преиспитаме нашите срца и да се запрашаме дали сме како фарисеот, горди и уверени во својата праведност, или како митарот, кој со скрушено срце бара Божја милост. Дали сме подготвени да ја зборуваме вистината како Свети Јован Златоуст, дури и кога тоа може да не чини непријатности. Секој од нас е повикан да ја живее вистината и да го негува смирението. Ова не е лесен пат, но е пат кој води кон вечен живот. Да се трудиме, да ги следиме примерите на митарот и Светиот Јован Златоуст, барајќи милост и водство од нашиот Господ Исус Христос. Нека светлиот пример на митарот и Свети Јован Златоуст не води по патот на смирението и вистината, да се молиме со искрено срце барајќи прошка и милост и да ја сведочиме Божјата љубов и правдата во секој аспект од нашиот живот. Да си спомнеме и за зборовите на Свети Јован Златоуст. Ако сакаш да го видиш лицето на Бога, погледни во срцето на ближниот и љуби го како што Христос те љуби тебе. Овие зборови не подсетуваат дека секое наше дело треба да биде поттикнато од љубов и смирение. Нека денешната празнична радост го исполни нашето срце со благодарност и желба за духовно усовршување. Да се подсетиме дека патот кон Божјото царство е отворен за оние кои со искрено срце се покајуваат и ја живеат вистината. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешного.